Министерството за правда потврди дека подготвува нов закон за обвинителството и овој пат без консултации со ДПМН, потребно двотреćinско мнозинство тука во парламентот, како вие гледате на тоа како политичко тоа видите се има да гласате да изобедувате вашите колеги. Знаете дека прво е поврзано со добивањето на датум за преговори со Европската унија. Знаете тоа што се случи во декември беше историска грешка како што сами соопштија представниците од Европската унија за недоделувањето на датум за преговори. Меѓутоа, ние како владеачко мнозинство и како партија не сакаме да оставиме и некои запирки или можни причини кои што би се спомнувале за евентуално недобивање датум за преговори во следниот период. Ние сме должни како партија и како мнозинство да работиме на реформи во правосудниот систем и ние сме решени тие реформи да ги спроведеме за конечно во оваа држава да имаат и разрешница предметите кои се отворени, меѓутоа и да има одлуки, судски одлуки кои што ќе значат крај на тие процеси кои што во овој момент се случуваат. Имате ли подршка од новата ДПМН за предлог законот кој ќе се објави и дали имате консултации со ДУИ, дали имате подршка и од ДУИ? За детали ви го разбирам прашањето. За детали за текстот на законот во овој момент не можам да зборувам затоа што се уште ние како пратеници не сме го добиле, односно не влегол во официјална собраниска процедура. Секако дека сите политички партии или сите пратенички групи во собранието ќе бидат консултирани за текстот и секако ќе се разговара за евентуалните забелишки кои што ги ако евентуално би ги имале. Но секако како што кажавте и вие, тој закон се носи со 80 гласа или со двотретинско мнозинство и се надевам дека ќе обезбедиме двотретинско мнозинство за конечно да го одблокираме и тој процес, односно да ја трнеме и таа запирка која што се спомнува во некој круг. Ако доаѓа како предлог од Министерството за правда или ако доаѓа како предлог од владата, ДУИ е коалиционен партнер и членуваат во владата, значи има подршка и од ДУИ како партија. Но последните изјави се во насока дека односите во владината коалиција се размишени, дека не се во најдобар ред. Како ќе очекувате да се донесе овој закон со двотретинско мнозинство, ако ДПМН не се вклучени во консултациите, а дополнително ДУИ сте ставили се? Значи, уште еднаш повторам дека тоа е предлог, тој предлог би дошол како предлог на владата. За да дојде како предлог на владата, прво треба да помине на седница на влада. И како предлог кој што доаѓа од владата помина на седница од влада, значи има подршка и од ДУИ како политичка партија, коалиционен партнер на нас или коалиционен партнер во оваа влада. Дали за вас е прифатливо Олиver Спасовски да биде технички премиер за тоа што се согласи се да биде технички премиер? Прво, шпекулација не би сакал да коментирам воопшто. Во текот на денот политичкото раководство ќе има редовна координација и најверојатно ќе се донесе таа одлука. Кога ќе се донесе одлуката, дали денес или во следниот период, како и досега, така и тогаш и во иднина ќе бидете благовремено известени како медиуми за да бидат благовремено известени и граѓаните. Во овој момент не сакам да зборувам за шпекулации кои што се на заедно председател на СДСМ со потисното раководство на партијата, на кој што јасно ги искажал својот став дека Олиver Спасовски го смета за единствен предлог. И мислам дека одговорив на ова прашање во текот на денот. Раководството ќе има редовна координација за кое што ќе се разговара и за ова прашање. Досега за такво прашање не се разговарало и тоа е само шпекулација. Би сакал да не коментирам и да не одговарам на шпекулации. Секако ќе бидете благовремено известени за која одлука да се донесе. Након политичката одлука на вашата партија, вие лично сметате дека господин Спасовски ќе одговори на работната задача технички премиер? Ако ме прашувате лично, моето лично мислење е дека сите членови кои што се во владата и други луѓе кои што се надвор од кабинетот на премиерот Заев имаат капацитет и се доволно спремни за да одговарат на тие задачи. Секако во тие луѓе го сместувам и господинот Олиver Спасовски. Да се врати на законот за одбранителство, значи покрај за овој закон беа формирани и други работни групи, беше за тоа што за изборниот законник
Опозицијата обвинува дека кај вас нема волја да одржувате седници, да донесувате заеднички решенија. Кога го спомнувате законот за попис, директорот на Државниот завод за статистика имаше средби, не по неколку средби со сите пратенички групи. Ако зборуваме за тоа што ВМРО-ДПМН обвинува, тогаш мислам дека на сите ни е јасно во оваа држава дека ВМРО-ДПМН единствено што прави блокада и работи деструктивно во оваа собрание. Се што се случува во овој период и со понесувањето на амандманите, значи блокада на работата на оваа собрание, така да лицемерно е ВМРО-ДПМН или опозицијата да кажува дека некој нешто блокирал. Само ќе спомнам еден закон кој што гледам дека во медиумите се спомнува во последно време, ама сакам да кажам колку се деструктивни и лицемерни. Законот за Академија на судии и јавни обвинители. Замислете, тој закон на комисија помина на прво читање, помина на второ читање. Опозицијата имаше амандмани кои што беа прифатени и тие се вклучени во текстот на законот, на дополнетиот текст на законот. И на тој дополнет текст на законот тие поднесуваат 970 амандмани. Фактички тие 900 амандмани се на нивните амандмани кои што се прифати. За каква опозиција и за каква работа во собранието во овој момент би зборувале. Интересно се радиме може на законот за одбрана. Имате ли двотретинско мнозинство без ВМРО-ДПМН да го донесете и дали сте евентуално подготвени да се исклучи преименувањето на АРАМА во интерес на донесувањето на законот? Токму овој прес што го одржав денес беше во таа насока. Нашето членство во НАТО е врзано со Преспанскиот договор и со уставното име Република Северна Македонија. Ние, ако сакаме да го доведеме и тоа во прашање како држава, тогаш е смешно да коментираме дека треба да прифатиме таков текст на закон кој што го предлага ВМРО-ДПМН. За лицемерието нивно зборував до сега. За нив е проблем Република Северна Македонија кога треба да станеме 30-та членка во НАТО, ама не е проблем Република Северна Македонија кога членуваат или кога одат на состаноци средби во нивната сестринска Европска народна партија. Дали ќе се обезбеди мнозинство, јас очекувам дека пратениците ќе се трнати од лицемерната и дволична политика на мицкоски потесното раководство и конечно ќе дојдат во прилика да кажат дали се за членство во НАТО, дали сака да станеме 30-та членка во НАТО или не. Тогаш ќе излезе се на виделина. Благодарам.